изминатите 2 дена, да е празник во Државното музичко училиште Битола, затоа што имавме чест да соработуваме со светскиот наш Симон Дрчевски. И сега обично ве прашуваат за вашите успеси, ама јас бидејќи работевте со деца чии кариери туку што треба да започнат, сакам да прашам за вашите неуспеси, падови, предизвици низ вашиот живот. Како сте се носели со тој момент, затоа што тие, предпоставам како и сите големи луѓе и вие, сте се соочували со такви нешта? Да, па не можам да кажем дека сум имал конкретни баш падови или неуспеси во буквално смисла на зборот, ама секако дека да, животот е полн со пранови и тоа е неизбежно и така и треба да биде, бидејќи преку тоа ни искусуваме многу нешта. Да, имаше одредени предизвици и тоа можам да кажам во многу клучни моменти од моето образование, кои што беа предизвици кои што може да остават и траги од психолошки аспект. Меѓутоа, јас можам со вака големо срце и со голема самодоверба да им пренесам порака на нашите помлади колеги и воопшто да веруваат во себе и секогаш да разговараат, особено да обавуваат разговори со своите блиски луѓе дома, во фамилијата, да ги споделуваат нештата и воопшто и во потесната и во широката фамилија и со најблиски пријатели, заради тоа што разговорот е голем психолошки момент. Мене тоа прилично ми помогна, заради тоа што јас потекнав од скромно семејство, меѓутоа многу здраво семејство и разговорите со моите родители, со моите постари брат и сестра биле од исклучително значење, особено во одредени предизвикувачки моменти. Така што од тој аспект мислам дека тоа наистина многу ми помогна да се издигнам над одредени моменти кои што можеа да ме скршат во мојот пат, ама јас бев исто така доволно силен, заради тоа што бев така подкрепен во растењето дома, и се разбира, плюс со поддршката на моето семејство, за што сум бескрено благодарен. Така, сега уште едно прашање. Не само како индивидуа, бидејќи сте успешен како индивидуа, но и соработувате со многу големи имиња светски, како Сава Дудамел, Венгеров, Ашкенази, слични од тој ранг. По ваше мислење, кој е оној X фактор, кој е она што на вашиот калибар е заедничко, што го носи тој тип на квалитет? Едноставност. Многу и во нашиот свет, и во други светови, во други професии, луѓето народски кажано се филмчиња, живеат во облаци, а кога ќе паднат, ги боли. И од тој аспект мислам дека сум имал наистина голема среќа, освен чест, сум имал среќа и радост да запознам такви луѓе со кои што на многу едноставен начин се одвивала комуникацијата и зад сцена, особено се разбира на сцена. Мислам дека не случајно е кажано дека големината е во едноставноста. Јас тоа ми е уште една потврда за начинот на кој јас сум бил израснат и воспитан дома и во една ваква средина во Македонија, се разбира, што потекнува од народ кој што е многу гостопримлив и топол, и сум имал можност да запознавам различни култури, и големи луѓе од различни култури, се разбира, и тоа луѓе кои што не патат од комплекси и фрустрации. И во таков случај се оди многу полесно, како под мачка. Јасно. Сега, бидејќи ние сме во педагогијата, знаеме дека Симон Дрчевски не е серијско производство и не е нешто кое што е лесно повторливо на нас како на педагози. Задача не е повторно и повторно да се обидуваме и да создадеме еден следен Симон Дрчевски. И што мислите, по ваше мислење, што е она што може да го подобриме во образованието, за да создадеме услови да создаваме луѓе од ваш калибар? Значи, тоа е малку релативна работа. Јас многу од секогаш сум ги почитувал своите колеги и секогаш сум верувал во талентот во Македонија.
секој со својата приказка, секој со одредената своја среќа, понекогаш да не забораваме. И судбина се разбира, понекогаш да не забораваме дека ние би требало малку и да ја предизвикаме и среќата и судбината до некаде, нели? Релативно кажано, јас себе се доживувам како многу нормален човек и секогаш сум бил таков и оние кои што имале комуникација со мене го знаат тоа. Успехот се должи на многу работа, се разбира, и на прекрасно образование. Јас сум горд што сум производ на македонското образование, генерално, што имавме, се разбира, што имав можност да работам со прекрасни професори. Сега, она што денеска јас вака генерално можам да го кажам е дека државата мора да инвестира многу повеќе во присутноста на целокупната култура. Добра е да ние сме во музиката, ќе се задржиме на музиката во образованието, почнувајќи од најмали нозе. Но тоа треба да биде добро осмислен концепт. Ние не откриваме Америка сега, тоа постоело претходно. Овие 2 дена мене ми е многу мило што го видов тоа во Битола, особено со, да кажам, нели, помладите поколенија, тоест темелите што биле поставени од старите генерации, ние ги продолжуваме, меѓутоа за тоа треба да има сериозен концепт од државата, која што мора на секој возможен начин тоа да го поддржи во поставување на високи стандарди за високо ниво на образование, кое што понатаму, нели, синџирски и организационо, институционално ќе се распореди соодветно, но за тоа требаат соодветни луѓе со соодветно образование, поставени на соодветни места, кои што ќе имаат соодветни визии, кои што ќе имаат отвореност за соработка, за наобразба, за надградба, и на тој начин може да се оди напред. Пак ќе повторам, добар концепт, поставување на високи стандарди, а не просек. Така што од тој аспект сметам дека е тоа многу важно. За жал Македонија и не само Македонија има многу несоодветни луѓе на многу несоодветни места и тоа како октопод се шири, а тоа значи ерозија на општеството. Но за не слушам негативно. Многу ми е мило што овде го видов, особено во моите поколенија, во Битола, нешто што ми се потврдило, повторно ќе кажам, на моите детски, да кажам, тинејџерски спомени, е дека вие со вашата работа навистина го продолжувате тој темел и образованието, и јас ви се заблагодарувам, и ве замолувам да ја продолжите таа работа, што е потрпна, меѓутоа вие покажувате дека со вашиот однос и посветеност на вистина со сето срце ја сакате професијата, а токму вие и таквите како вас, како нас, треба да се размножуваат, меѓу другото и на овој начин што го кажам, за да одиме напред и за да го вратиме сјајот и претходно што бил, а сјајот го има и овде го видовме во Битола, меѓутоа за тоа треба тимска работа. Само тимската работа вродува со плод. Лажните ега може само да ја нарушуваат атмосферата, ама затоа сме ние тук, да тоа го победиме и надминеме. И сега вие не инспириравте овие 2 дена вистински, ние баш разговарахме, вау, сега ми се вежба и сега и сите деца и сите ученици кои што навистина вие сте инспирација за државното музичко училиште и сите се прашувавме што е инспирација за Симон. Па точно ова што го видов, сјајот во очите, посветеноста, поривот, љубовта со која што вие работите, децата кои што се спремни да прифатат поразлично мислење, спремни се во моментот да се истражат себе си, да научат нешто повеќе во време во кое се им е достапно, во време кога можат многу лесно да добијат погрешно влијание заради не многу добро поставени одредени стандарди, дури зборуваме за во светот, заради тоа што добриот вкус е многу софистицирано нешто. Добриот вкус доаѓа од
соодветно образование. И тоа е исклучително важна работа. За мене, како што кажав, навистина тоа беше инспирација и дефинитивно зрак на надеж, заради тоа што општата ситуација во државата не е сјајна и воопшто меѓу луѓето тоа се осеќа, но јас секогаш сум бил позитивен човек и од тој аспект сум благодарен за ова што го видов овде и што вие мене ме напомните со енергија, заради тоа што на овој начин може да се оди напред. Прогресот на овој начин е неизбежен, така што само напред. Македонија мора да оди напред. Бескрено благодарам од името на целиот колектив и ова за нас е нешто што верувам долго ќе не држи и ќе не усмерува во права насока. Благодарам многу за прекрасните зборови, за тоа што ги восприемавте моите искрени намери и споделени нешта со најголемо срце. Верувам дека тоа ќе ме инспирира и понатаму и се надевам да се гледаме почесто за заеднички да